Пехчево излегува од анонимноста. Холандјани, словенци, данци сакаат да инвестираат во туризмот, но и во земјоделски преработувачки капацитети. И веќе имаме заинтересирани холандски инвеститори, имаше инвеститори од Данска, имаше инвеститори од Словенија, од Италија. Највеќе се заинтересирани за инвестиции во туризмот, но имаме заинтересирани и за откупни центри и за некои земјоделски земјишта, производи кои што се атрактивни во нашиот крај. Иселениците ги донеле странците во Пехчево. Повеќето слушнале преку наши пријатели, преку некои наши лобисти кои што ги имаме, секако ние од Пехчево, јас многу пати сум спомнал, имаме многу иселени луѓе кои што допренесуваат со самата информација. Нормално потоа они се интересираат по интернет, на нашата веб страна ги следат информациите. Во моментов Пехчево чека да завршат изборите и да се дадат на продажба првите 32 плаца во атрактивната населба Равна река, каде се предвидени 300 плацеви, од кои покрај вили и мотели има и локации за 4 хотели. Цената на плацевите е 1 евро за квадрат и се очекува за интересираните странци да се вратат и да ја реализираат својата идеја. Инаку првата инвестиција во туризмот во Пехчево сепак ја донесе домашна фирма. Штипската фирма Кидго во Пехчево го изгради првиот хотел, но во моментов гради уште еден. Хотелот во центарот на Пехчево треба да биде готов до крајот на овој месец, додека старата панорама во моментов е срушена. Се очекува овде за кратко време да изникне уште еден репрезентативен туристички капацитет. Јас мисля дека со овие инвестиции Пехчево ќе добие многу, бидејќи го промени својот лик и ќе стане една права градска населба. Сите овие инвестиции даваат надеж и ги отвараат вратите на Пехчево за туристите, кои покрај импресиите и уживањето што го дава недопрената малежевска природа, густата шума, водопадите на изворите на Брегалница, треба да добијат и солидно хотелско сместување, услуги и се разбира, соодветна инфраструктура.